Почитувани директори, наставници, драги ученици и гости. Денес се собравме да го одбележиме 24 мај, денот на сесловенските учители и просветители. Овој ден не подсетува на големото дело на светите Кирил и Методи, кои ни го подарија писмото и ни го отворија патот кон знаењето. Го славиме денот кога словото стана светлина. 24 мај не е само датум, тоа е символ на културата, знаењето и идентитетот. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Буквите се мостови, од мисла до мисла, од срце до срце, од век до век. Во времето кога зборовите постоеја, но не живееја, кога мислите се губеа, затоа што немаат каде и како да се запише. Брату мој, народот има глас, но нема писмо. Без писмо гласот исчезнува. Тогаш да му дадеме форма, да создадеме нешто што ќе се пренесува и ќе се памети долго со поколенија. Учители, дали зборовите ќе останат? Ако ги запишеш, ќе живеат вечно. Имаме букви, имаме зборови, но дали се слушаме? Пишуваме брзо, но дали размислуваме длабоко? Писмото е сила. Но мудроста и знаењето е избор. А еднината е наша одговорност.
Зборот не е само напишан на лист хартија, тој има живот. Песна за солунските браќа. Таму, за древни манастирски ѕидови, под бледата светлост од восочната свеќа, со гускини перца ги создале тие, првите букви, вечнотрајни цвеќа. Со тие букви на словенски јазик, нежен, како песна на Славејчев гора, ги превеле потем првите книги, помали од сонце во румена зора. Како што по залез на небосвод вишен, блеснуваат звезди со скрајна убост, и буквите така заблескале сјајно, наспроти злоба, прогонства и грубост. О, солунски браќа, Кирил и Методи, за вашето дело, за вашата пот, од Балтик до Егеј, од Јадран до Сибир. Благодарам, шепне словенскиот род. Ние сме збор, не случај, не изгубен, туку збор што се памети. Почнавме како глас, нечии листи што одбиле да молчат, и Кирил во 9 век одлучил да ја прекине тишината. Па создал букви, не само лични знаци, туку мостови за премостување на тишината. Од минатото до сега, од мене до тебе. Денес пишуваме побрзо од било кога. Скроламе, лајкуваме и споделуваме. Но дали навистина чувствуваме? Дали секој збор што го пишуваме има тежина или само ехо од дигиталната празнина? Ме учеле дека знаењето е моќ, но вистината е дека знаењето е одговорност. Да зборуваш кога е тешко, да пишуваш кога сите молчат, да мислиш кога е полесно да следиш. Ние сме генерација со глас. Но прашањето е дали ќе го користиме, затоа што зборот може да кради, Но и да ури, може да остави и трага. или да изследи. Изборот е наш. Ние сме збор и време е да значиме нешто. Зборот создава, зборот побрзува, зборот останува. Писменоста не е минато, таа сме ние. Честит и вековит 24 мај. Сега ја повикувам нашата почитувана директорка Наташа Константинополу. Добар ден. Почитувани колеги, почитувани ученици, почитувани гости, наставници, ученици од основните училишта, почитувана продукција Сајмон Сес. Ви благодариме денес што заедно со нас придонесувате да го чествуваме овој голем празник за нас. Јас денес имам посебна чест и задоволство. Имаме гостин, кој што сакам сега да го поканам, кој што исто ќе придонесе да го чествуваме овој празник со едно угодно предавање на светите браќа Кирил и Методи. Професор доктор Марковиќ. Почитувана директорке, благодарам. Почитувани ученици, ја денес гледам дека имате прекрасни ученици, многу паметни се гледа. Браво. Браво за тоа што одамна не сум видел некој убаво да пее и да рецитира, а да биде толку млад како вас. Денес честа е моја јас да одржам едно пригодно предавање. Ќе се обидам да бидам најкраток што можам, односно најкус.
и да опфатиме еден дел, јас се надевам што ќе биде нов за вас. Мислам, сигурно сте прочитале некаде, но ќе биде за учениците секако нешто ново, кое што не го слушнале и нема да се задржиме само на моментот на биографијата на светите браќа, односно на основоположниците на сесловенската и на македонската писменост пред се, туку ќе опфатиме еден дел и по нив, односно да го продолжиме она кое што Свети Кирил и Свети Методи го создадоа, го направија, го изградија, за ден денес ние да го имаме ова кое што го имаме, а тоа е македонскиот јазик со неговото кирилско писмо. Многу значаен ден е 24 мај, денот на македонските предсе, а потоа и на сесловенските просветители, бидејќи тоа се првично двајца браќа кои што се родени во Солун. Ако не во Солун, во неговата околина. Што значи тоа? Тоа значи дека со сигурност се македонци, бидејќи во Солун во тој период живеат исклучиво македонско население и во областа на јазикот можеме да кажеме она што ни го напоменаа вашите драги ученици, а тоа е дека точно говорот е тесно поврзан со просторот и со времето, во најголема мера, писмото исклучиво е поврзано само со простор. Затоа што говорот во еден момент го имаме, утре може и да го немаме, но писмото е трајно и е вечно. Особено ако тоа е исклесано во нешто кое што останува да трае со милениуми. Како што во суштина пред вас ги гледате ракописите кои што ги имаме. Сега ќе замолам некој да ги врти малку овие, да си седне на столчето, седнете си за да ви биде згодно. Така, надолу. А првично имаме една слика на светите браќа, Свети Кирил и Методи, она што денеска ние го празнуваме во суштина, односно 24 мај, малку пред време. Свети Кирил и Свети Методи не се значени само по она што создаваат азбука. Свети Кирил и Методи го цивилизираат населението кое што се наоѓа на овие простори, се до далечниот исток. Тие имаат неколку мисии. Тие се родом од Солун и тргнуваат на една голема мисија, која што ја познаваме сите, а тоа е Моравската мисија. Тоа е 862-та, 863-та година. Но таа мисија не е прва. Тие претходно работат врз основа на јазик кој што веќе постои во тие предели каде што започнува самата азбука, односно се уште никој не работи на тоа, но задолжително мораме да знаеме дека постои еден балкански субстрат на антички јазик, кој што апсолутно е поврзан и со македонците кои што се антички, и со илирите, траките и така натаму, со сите кои што бриги, фриги кои што постојат на овие простори. Врз основа на тие говори, подоцна почнуваат тие да создаваат само писмо, односно азбука. Јазикот постои, јазикот еволуира, тој е жив. На нив само се струполува на нивните плеќи една неверојатна тежина, а тоа е да описменат милионски народ и за тој период. И денес е многу, замислете како тоа било во тој период. Во 9 век, кога имате на една страна Византија, на друга страна германско свештенство, како и франки, кои што ќе се борат исклучително против Византија. Мисијата на Свети Кирил и Свети Методи не е само културна. Свети Кирил и Свети Методи имаат три важни мисии, а тоа е првично културолошки да го издигнат населението кое што живее на просторите на Македонија, се разбира, Моравија, Панонија, но и во царството Бугарија, иако се борат на тој план. Потоа јазична, да оформат писмо за сите народи кои што живеат и го говорат тој јазик. И трето, дипломатска мисија, која што е многу важна за да се спротивстави на Бугарското царство и на Германското царство. Дипломатската мисија на државата Византија и е најважна. Таа моравска мисија во суштина представува камен темелник на создавање на едно цивилизацијско и културолошко надоградување на сите словенски народи. Работата на Свети Кирил и Свети Методи започнува со создавањето на глаголското писмо. Пред вас го имате тоа и го имаме неколку глаголски ракописи. И сега малку јас ќе мешам, ќе одам напред, ќе се враќам назад.
што е карактеристично за глаголското писмо, особено за македонскиот јазик. Ние глаголското писмо го немаме денес, иако тоа трае долго на овие простори. Сведоци за тоа се ракописите кои што ги имаме, кои што за наша среќа или несреќа, тоа е едно прашање кое што вечно се поставува, се разграбени и однесени од Македонија. Во Македонија се наоѓаат исклучиво барем 20 на ракописи. Зборуваме за ракописи од 10 до 15 век. Тие ракописи што останале овде го покажуваат тој културен идентитет, но сепак оние кои што се разграбени го покажуваат континуитетот на македонскиот јазик од 9 век па се до денеска. Сведок за тоа е глаголицата, во кое што писмо единствено денес како стандарден јазик кој што го содржи во себе словото или буквата Ц е македонскиот. Друг стандарден јазик кој што од 9 век, односно од првото словенско писмо, кој што го создаваат Свети Кирил и Свети Методи, а тоа е глаголицата, не постои, иако дијалектно се случува да се среќава и во Словенија, и во Хрватска, и во Украина, и во други словенски земји, но стандардниот јазик не познава слово Ц, освен македонскиот, од сите останати словенски јазици. Па затоа нас ни е посебно убаво кога се дзуни, кога и на малите деца им кажуваме дзе, бидејќи најубаво се слуша одекот на она кое што го создаваат светите браќа, Свети Кирил и Методи. Моравската мисија, започнува со една дипломатска форма, јазична и културолошка. Мораме сите да запаметиме дека се работи за три форми со кои се испраќаат светите браќа и разбирливо е дека тие не одат таму сами. Настапуваат како група од луѓе и тоа може би да е бројка, се смета дека е тоа од 500-600 луѓе кои што одат со нив, затоа што замислете, првично Свети Кирил и Свети Методи со нивните најзначајни и најистакнати ученици, а тоа се Сава, Ангелари, Горас, Наум и Климент. Тоа се 5 најистакнати од можеби 600 ученици кои што ги носат со себе. Стигаат на Крим, пеш, со коњи, со коли, па од Крим ги земаат светите мошти на папата Климент I римски, кои што во Рим им биле многу значајни. Дел од нив оставаат во Крим, со кои што ги погребуваат со сите словенски и православни моменти кои што треба за едно таков голем чин, но дел од моштите понесуваат со себе и во Моравија. 863 година тие пристигнуваат веќе во Моравија. Сметајте дека се работи за период на патување кој што е многу долг. По пат се разболувале, умирале, се раѓале најверојатно и нови деца доколку биле со помошници и така натаму. Но кога стигаат таму, тие се пречекани од кнезот Ростислав со голем воскит. Ги пречекува со отворени раце, затоа што за прв пат слуша служба и полемика која што дотогаш не била карактеристична. Така и Црноризец Храбар пишува во Описменех едно слово кое што е многу значајно и за нас денеска, а тоа е токму за Светиот Кирил, кој што вели: свет маж сам ги создаде буквите и затоа словенското писмо е свето, бидејќи е создадено за малку години од свет маж. Токму затоа нашата азбука е посебно значајна. Нашата азбука е навистина света. Ние мораме да ја почитуваме нашата азбука исклучително со милост, со љубов и со дарба која што ни ја дал Свети Кирил и Свети Методи. Пристигнуваат таму, наидуваат на воскит, почнуваат со служби во црквите, но наидуваат нормално на пречки од грчкото свештенство и од германското свештенство и од франките, кои секако исклучително се трудат да бидат изфрлени и бидејќи се слуша надалеку за нив ги вика тогашниот папа во Рим, преку Панонија поминуваат кај што раководи кнезот Коцел, кој што исто така се воскитува од нивните учења, од нивните служби и ги испраќа подоцна во Рим. Во Рим пристигнуваат и таму е познатото слово на Свети Кирил и Свети Методи кои што велат: зар не врне дожд
од Господ за сите исто. Зар не грее сонце од Господ за сите исто? Зошто тогаш само 3 јазика да бидат свети и да може во црквата да се служи само на 3 јазика? После тоа и после предавањето на моштите на папата Климент I во Рим, решава папата да го признае словенскиот јазик и да дозволи богослужење на словенски јазик во црквите. Тука Свети Кирил го завршува својот живот по долгите напори кои што ги има, ви кажав, илјадници километри поминати во мака, во труд, во полемики, во дискусии и во борба за опстанок на словенското писмо. А останатите ученици заедно со Свети Методи се враќаат назад во Моравија. Во Моравија веќе има превласт, доаѓа друга власт и веќе она вдахновено чувство на прием завршува, што значи наидуваат на големи пречки. Оттаму се губи трагата и на Свети Методи и останатите ученици се враќаат назад, бегајќи и лежејќи по затвори многу често. Голем дел од нив го губат својот живот по патот, меѓу кои трагата му се губи и на еден од најдобрите ученици, а тоа е Гораст, но Свети Наум и Свети Климент успеваат да стигнат до Белград, кој што исто така во тој период е во царство склоп на царството Бугарија. Кнезот на Белград веќе ги очекува затоа што кнезот Борис бара учени мажи кои што треба да го описменат. Во тој период Бугарија е паганска земја, кое што е царство на пагански народи и непокрстени. Борбата на Свети Климент и Свети Наум со нивното пристигање во тоа царство представува една борба за христијанизација, како што кажа, верска, културна и дипломатска, но подоцна и нивно описменување. Токму затоа и денешната наука смета дека во суштина самото представување на Свети Кирил и Свети Методи со своите ученици, Свети Климент и Свети Наум, се разбира тука се и Гораст, Ангелари и Сава, имаат за задача една работа. Малку сега ќе направам една дигресија, сега оставете го ова, ја и овде го имам, за да видиме што велат подоцна други писатели и други проучувачи на македонскиот јазик во суштина и на македонскиот народ, на сите планови, така и на културолошки. Се случува во суштина Свети Климент Охридски да ја напушти Плиска и царството Бугарија и да преиде на крајот од Бугарија, односно Кутмичевица. Кутмичевица во тој период е најзапуштената област која што постои во царството Бугарија, но со Божја помош се разбира Свети Климент како директен наследник на Свети Кирил и Свети Методи успева да создаде првиот универзитет на Балканот, па можеби и во Европа, кој што произвел повеќе од 3000 ученици кои што ќе се борат исклучиво за зачувување на глаголицата. Значи, многу често вие учите дека во суштина кирилицата е создадена на тлото на Македонија, што е апсолутно невистина. Ние мораме да се движиме напред со светлината. Мораме да се движиме напред со вистината. Не можеме со лажни факти да се движиме напред. Вистината е дека старословенскиот или старомакедонскиот јазик е создаден од светите браќа Кирил и Методи. Зборуваме за писмото, не за јазикот како јазик, бидејќи јазикот е психички елемент кој што се наоѓа во нашата глава, а говорот е јазик во акција. Сепак, писмото кое што го создаваат Свети Кирил и Свети Методи е основа од македонските говори што се наоѓаат во околината на Солун, и тоа не се оние 3 говори кои што се наведуваат секогаш, односно Сухо, Висока и Зарово, току и Брегалница, и Струмица, тоа е регион цел кој што го проучува подоцна Ватрослав Облак и Ватрослав Јагиć се разбира, и кои што ги потврдуваат Свети Кирил и Свети Методи како основоположници, а тоа се македонските говори врз кои што тие ја создаваат глаголицата, односно глаголското писмо. Па така овде, во Утро Русии, ќе се случи да излезе надпис кој што ќе биде многу значаен за нас. Се разбира од многу причини, бидејќи овде сега кажавме неколку моменти за
значајни за Свети Кирил и Свети Методи, ја опфативме нивната биографска етапа на животот, продолживме малку со учениците, основните сегменти кои што учениците ги создаваат истекот на своето владење, истекот на своето работење и создавањето, и укажавме просто дека во суштина Свети Климент, Свети Наум, Гораст, Ангелари и Сава се директни продолжувачи кои што апсолутно се борат исклучиво за чување на Кирило-Методиевото дело. Нашата вистина се состои во тоа, дека Кирило-Методиевото дело е чување на глаголицата исклучително, следење на ракописното наследство кое што го превеле тие и надоградување на истите. Во утро Русија ќе излезе надпис, сега кај ми е тоа само овде, бидејќи оттаму не се гледа убаво. Ќе осамне надпис со наслов Македонија, во кој што се вели: Македонија е земја на Александар Македонски, ова се 1913 година. Потоа, на големите светители македонци, многу јасно ги пишува, Свети Кирил и Свети Методи, на Охридската архиепископија и на македонскиот цар Самуил. Во статијата се дава објективен историски преглед за македонското национално постоење, а воедно се прашува и чија всушност може да биде Македонија. Но, уредништвото одговара дека според сето историско наследство и јазикот кој што е присутен, таа може да биде само македонска. Продолжуваме со студиите на Ватрослав Јагич и Ватрослав Облак. Пред да продолжиме со нив, имаме момент еден на Ѓорѓе Апулески, кој што знаеме дека е преродбеник, кој што исто така е продолжувач на делото на Свети Кирил и Методи, и во суштина ги во целост ги става Свети Кирил и Свети Методи како македонски светители пред се, а подоцна ги наведува и како се словенски, како што ја и се трудам денеска да работам, односно да го наметнам терминот старомакедонски, македонски, па подоцна се словенски просветители. Бидејќи Ѓорѓе Апулески вели: ние затова се именуваме старославјани, дека книгине црковни Кирил и Методие, кога ги превеле од јазикот грчки на славјански, нашле на добро да напишат букви славјански и да преведат книгине богомолни по старославјански јазик, и туе во Македонија старославјани живеат. Подоцна вели: народ се велит луѓи кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор, и кои живеат и се другарат еден со други, и кои имаат еднакви особини. Така, и македонциве се народ и место нихово е Македонија. А како се велит нашево отечество? Бидејќи самиот поставува во тријазичникот прашања и одговори. Наше отечество се велит Македонија и ние се именуваме македонци. Ова само се надоврзувам да имате во предвид кога ќе дискутирате со некој, со факти да го продолжувате македонскиот континуитет, бидејќи ние не сме дрво без корен. Ние имаме многу длабоки корени, подлабоки од било кој народ кој што опстои на овие простори. Најверојатно, тука лежи и еден друг проблем, тоа е проблемот што единствено името Македонија, продолжувањето на Свети Кирил и Методи, е единственото име кое што останало идентично какво што е од антиката до денес, без никакви промени. Истото се работи и за националната свест. Во студиите на Ватрослав Облак и Ватрослав Јагич, кои сакаат директно да го проучуваат Кирило-Методиовиот јазик. Односно, во тој период, во 19. век, кога се градат во суштина нациите кои што се современи, доаѓаме до еден момент кога за старословенскиот јазик се бара основата каде ја има. До тогаш постои до 19. век основата дека панонската теорија за постоење на старословенскиот јазик е клучна и завршна во лингвистиката, односно дека врз основа на говорите некаде кои што денес се наоѓаат Словенија и Хрватска во горниот дел, бидејќи глаголското писмо кое што го имаме таму, во суштина представува најдолго чување во Хрватска, што е факт. Апсолутно во Македонија тоа се чува до некаде 12. век.
Што станува тука? Тука станува збор дека Ватрослав Јагич го испраќа облак онаму каде што треба, односно на почвата на Македонија, да проучува токму говорите кои што треба да ги учи, односно местото од каде што настанува старословенскиот јазик. Ватрослав Облак, како млад научник, доаѓа во Македонија, истражува, разговара исклучиво со жени, затоа што жените седеле дома, мажите се занимавале со трговија, имало можност да се измеша јазикот со други јазици, да има влијание од лексика од други јазици. Тој затоа разговара со жени и заклучува дека основа и чување на истиот јазик, како што говорел Свети Кирил и Свети Методи, се чува токму во околината на Солун, и тоа, кога ги прашувал каква националност е вие, со јасност се кажувало дека тоа е македонска националност, а говорите се македонски. И така и го запишал. Но, при своето истражување тој е затворен, бидејќи го проучува македонскиот јазик, се разбира, но, бидејќи австрискиот конзул е директно под австриска заштита, брзо го пуштаат и пишува. Доколку одите во Македонија да истражувате за влашки или грчки дијалекти, ќе биде секако што треба, но доколку проучувате македонски дијалекти, тогаш вие наидувате на големи тешкотии. Сепак, го објавуваат делото македонски студии, во кое што се вели дека врз основа на македонските говори од околината на Солун е создаден старословенскиот јазик од светите браќа Кирил и Методи. Оваа теорија, како македонска теорија, е последна во славистиката и е конечна за целиот славистички свет. Тука ќе се надоврземе уште малку и подоцна само ќе ги опишеме ракописите и нивните елементи, зошто се нарекуваат македонски и зошто континуитетот на македонскиот јазик е многу важен. Овде имаме едно писмо од пред вас од Коста Солев Рацин, значи тоа е веќе современо повоено, во кое се уште има размислувања дали сме македонци, односно некој се труди да има размислувања дали сме ние македонци или пак македонски бугари. Коста Солев Рацин, го немам овде, ама го знам напамет, вели дека за тоа дали сме македонски бугари, исклучиво работат нашите другари, кои што се под влијание на големо бугарските, големо српските и големо грчките елементи, а ние се нарекуваме исклучиво македонци и мора да се бориме за татковината, за Македонија и за македонскиот јазик на секој начин да има свој опстој во денешницата. Тука се продолжувачи, се разбира и Крсте Петков Месирков, кој што ги знаете и така натаму, уште плејада на македонски проучувачи и на македонски писатели, македонски просветители, кои што ќе го докажуваат во суштина македонскиот елемент и во јазикот и во областа на историјата. Да не ве оптеретувам премногу, мислам дека добивме доволно информации. Сега ќе ги представиме само ракописите. Се вратете назад. Така, добро. И пред вас имате неколку ракописи. Тоа се дел кирилски, дел глаголски ракописи. Се разбира, глаголските ракописи во Македонија се постари. Тоа се ракописите кои што директно ги преведуваат Свети Кирил и Свети Методи, се разбира, со своите ученици, бидејќи кажав дека основната цел на нивните ученици е да го зачуваат она за кое што тие се борат, односно чување на глаголицата и чување на целата Кирило-Методиева дејност. Токму овие ракописи имаат особено значење затоа што се жив доказ, тие се и движно и недвижно културно наследство на македонскиот народ, бидејќи го покажуваат својот континуитет. Овде јас со мене го понесов и делото континуитетот на македонскиот јазик 1, за кое што нема да се фалам, ама е добитник на наградата Гоце Делчев, на државната награда Гоце Делчев, кое што јасно го покажува она кое што ние го тврдиме во науката. А тоа е дека сите овие ракописи можеме да видиме глаголски ракопис Клоцов зборник. Ова е Верковиќев апостол, овој ракопис е Слоештички патерик, ово е мојата магистерска теза Слепчевски патерик, затоа е најубаво испечатен сигурно. Ова овде представува Станиславов пролог. Овие ракописи овде се понови и ова е Слоештички патерик.
овие ракописи се понови, може да се види по пишувањето. Значи, во минатото, Свети Кирил и Свети Методи, штедејќи на хартија и на време, се разбира, пишувале на овој начин. Зборуваме, ова е по-доцнежен од 14-тиот век ракопис, но ова е ракопис од 11-тиот век, пишувале скриптура континуа. Скриптура континуа значи слејано пишување и таквиот вид на пишување е за да се заштеди на хартија. За да вие го работите тоа подоцна, за да можете да го преведете или да го обработите лингвистички материјалот кој што го работеле писарите кои што биле многу скромни, вие мора првично да ги одделите. Значи да ја познавате граматиката на старомакедонскиот јазик и да можете да ги одделите. Најстарите записи кои што денес ги имаме се Асемановото Евангелие во суштина и Зографското Евангелие. Тие се од 11-тиот век, Зографското Евангелие го имате овде, тоа е еден од најстарите зачувани ракописи и имаат исклучиво македонски црти. Ние веќе имавме еден кандидат кој што работи на глаголско писмо и кој што целосно може да го расчитува и да го работи глаголското писмо, и тој кандидат работејќи заедно со него, бидејќи тоа беше магистерска теза, дознавме еден нов момент, дека при расчитувањето и обработката на ракописите се случува руските школи и бугарските школи да расчитувањето не го прават оригинално, туку си го прилагодуваат кон својот јазик, односно кон својата црковно-словенска редакција. И тие аргументи ги имаме, но во иднина ќе го објавиме. Што е поентата? Поентата е со денешниот празник, Свети Кирил и Свети Методи, 24 мај. Да, знаеме дека тоа се првично македонските заштитници и се словенски заштитници, кои што се труделе и се бореле и умреле за зачувување на писмото на сите словени пред се, но нас ни е најважно тоа што се бореле за нас, и токму затоа треба да сме многу благодарни. Преку науката, доколку некој реши утре, најверојатно и ќе студира македонски јазик, ќе навлегува подлабоко. Ние научно се трудиме истото преку различни табели, од кои што разгледуваме различни ракописи од 14-тиот век во 19-тиот век, односно ваков ракопис го земаме, за подоцна да видиме дали истите зборови се среќаваат и во делата на Кирил Печиновиќ, првите наши просветители, и Јоаким Крчовски, односно Свети Кирил Лешочки и Свети Јоаким Крчовски, и подоцна дали во стандардниот јазик се исти. Вие можете тоа да го видите во оваа книга, дека се случува 1500 лексеми со својот контекст да бидат идентични и во 9-тиот век, и во 14-тиот, и во 19-тиот, и во 21-тиот век. Што значи, македонскиот јазик, благодарение на светите браќа, Свети Кирил и Свети Методи, нормално и нивните продолжувачи, ученици, Свети Климент, Свети Наум, Сава, Гораст и Ангелари, подоцна, преку оние скромни монаси кои што ги пишуваат овие ракописи, доаѓајќи до Свети Кирил Лешочки, Свети Јоаким Крчовски и нивните продолжувачи на делото, зборуваме лингвистички во најголема мера и борци за македонскиот јазик, го покажуваат до Блаже Конески денес, го покажуваат токму милениумскиот континуитет на македонскиот јазик, зашто најмногу треба да сме благодарни токму на Свети Кирил и Свети Методи. Свртете сега на крај, за да не ве отрујам сите. Оп, на крај. Ајде. Има слика на крај. Тоа е тоа. За да не ви биде веќе и напорно, ви благодарам што ме слушнавте, ви благодарам на поканата. Се надевам нешто ќе ви остане во памет. Се надевам дека почитта за нашите свети браќа, Свети Кирил и Методи, ќе ви се зголеми барем дупло и дека некој ќе се реши од вас да го продолжи она за кое што се борат нашите свети браќа, па нека е на многоја лета празникот и за многу години Свети Кирил и Методи. Ви благодариме за
за вашето присуство на овој голем ден за нас и во чест на празникот ви доделуваме благодарница. И уште малку. Ова едно да ви остане од спомен од нашите ученици, од нашите ученици. Благодарам многу, да сте живи и здрави. Да не беа светите браќа Кирил и Методи, денес немаше да ги слушаме овие прекрасни македонски народни песни. Ој, девојче, девојче, ти детовско јаболче. Ој, девојче, девојче, ти детовско јаболче. Покажи белото лице, сакам да го видам јас. Покажи белото лице, сакам да го видам јас. Оре момче ме будало, убаво ја банџиче. Оре момче ме будало, убаво ја банџиче. На фурна бело си миче, царем не си видел ти. На фурна бело си миче, царем не си видел ти. Ој, девојче, девојче, ти детовско јаболче. Ој, девојче, девојче, ти детовско јаболче. Покажи тънката снага, сакам да ја видам јас. Покажи тънката снага, сакам да ја видам јас. Оре момче пребудало, убаво ја банџиче. Оре момче пребудало, убаво ја банџиче. В градина тънка топола, царем не си видел ти. В градина тънка топола, царем не си видел ти. Сега ги повикувам учениците од нашето училиште, кои вложија труд и постигнаа завиден успех со нивната работа и знаење. Јован Хаџиев. Јован, имаме 3, ама да не те викаме 3 пати. Ај, уште еднаш што Јован, дојди Јован. Уште еднаш. Уште еднаш? Каме па. Ај. Ај сега друга. Сега друга, смени друга. Ајде сега. Ангелина Ѓорѓевска. Нашата подписа, исто повеќе од една, да ти се множат и тебе похвалниците, да учествуваш многу на превари. Добре? Мила Јовановска.
Ајде, ќе земеме овој, што нема ќе ќе дадам после. Давор Јовановски. Симона Блажевска. Нермина Алјуши. Бојан Момировски. Давид Чиров. Давид Чиров е еден од нашите матуранти, затоа ќе го поканам професорот Дарко да ја земе во име на матурантот. Марио Јовановски. Сега го викам професорот Дарица. Марко Коцевски. Јохан Дамјановиќ. Петар Ѓорѓевски. Стефан Савески. Јаков Филиповски. Леон Рајчевиќ. Марта Константинополу. Заим Лјатифовиќ. Тука е? Не. Добро. Давид Трифуновски. Ема Петровска. Сара Максимовска.
Сега уште еднаш ќе го повикам професорот по физичко Дарко. За матурантите ќе им ги дадеш ти. Перица Трпевски. Снежана Даниловска. Професор Дарко Спасовски. Спорт пробава се што да правим. Да нема уште некој. Професор Сашо Марковиć. Професор Македонка Стефановска. Професор Тамара Стефановска. Изразуваме голема благодарност до Сајмон Сес продукција и до организаторите на овој настан, професорите по македонски јазик. Ви благодариме за присуството. Се надеваме дека уживавте во нашата скромна свеченост. Има души да пати, да не можеш. Жоваке да сумат. Шаурам. Улесно ти да поснимаја како мала. Олијан, како си? Здраво. Здраво.